Добро, почитувани, продолжуваме со изнесување на вистината за криминалот тежок над 22 милиони евра, пари од УЈП извлечени преку поврат на ДДВ. Лукаревска не ја говори вистината дека спречила злоупотреба преку поврат на ДДВ. Вчера презентиравме дека УЈП на фирмата Актико, потоа продадена и со сменето име Окитна, искористила поврат од 11 милиони евра, а потоа УЈП открива дека воопшто нема деловни книги до кои што може да дојде, а лицето газда на фирмата воопшто не постои. И за тоа, почитувани, има документи од УЈП во самото УЈП. И сега дозволете да ја одговорам на Лукаревска и на соопштението на УЈП од вчера. Прво за Лукаревска. Окитна не е фирма за нафтени деривати, туку со дејност трговија на големо со текстил, и тоа го пишува во документ токму од УЈП. Второ, Окитна не должи неплатен данок, туку напросто кажано, УЈП си ги бара парите назад затоа што УЈП возможило поврат на ДДВ преку криминален начин. И тоа повратот на ДДВ е даден додека фирмата не била продадена и додека не го сменила името. Ке цитирам од документот на УЈП, е констатирано дека даношниот обврзник користел право на одбивка на данок. Значи, уште еднаш, Лукаревска или не знае, или намерно не ја говори вистината. И затоа денеска Лукаревска нека одговори од кого мисли да наплати 11 милиони евра од Окитна, кога собственикот на кој што му е даден повратот на ДДВ ја продава фирмата на државјанин на Косово, а тоа лице едноставно не постои и не бил во Македонија воопшто. Сега го отварам вториот криминален случај за поврат на ДДВ, повторно речиси над 11 милиони евра. Фирмата Хантонос е отворена во јануари 2022 година од Васе Панајотов од Струмички и Секирник, а е продадена на 25 ноември 2022 година на Агим Имери од Митровица од Косово, кој што го менува името во Хант Осој со ново седиште, овој пат во Скопје. И оваа нова фирма, Хантонос, како и Актико Окитна, за кусо време тргува, увезува роба за 57 милиони евра, а никој не прашува од каде се парите, и за тоа користи поврат на ДДВ од над 10 милиони евра. Продадена како Хант Осој до март 2023 тргува за 7 милиони евра и побарува 1,2 милиони евра. И во овие година дена има една специфична набавка, пријавен увоз од странство за 5,4 милиони евра и користи поврат од 820.000 евра. Ево, почитувани, кога доаѓа време за наплата на данок во 2023, УЈП сваќа дека фирмата не плаќа, па потоа не успева да го најде собственикот, за кој што МВР и посочува дека лицето Агим Имери од Косовска Митровица, на кого му е продадена фирмата, воопшто немал влез во Македонија во периодот кога наводно ја купил и работел со фирмата. И УЈП потоа разбира дека не може да дојде до деловните книги, нема сметководство, а фирмата должи данок. Вкупно што УЈП сега бара е 12 милиони 226.000 евра, односно, всушност, парите кои што се дадени како ослободување од ДДВ. И сега, Лукаревска и УЈП, фирмата ја ставаат на листа должници, па повторно мора да одговорат јавно. Од кого ќе наплатат 12,2 милиони евра, колку што и дале поврат на ДДВ? Од кого, кога исто како и со фирмата што ја зборевме вчера, собственикот го нема, не постои, не влегол во Македонија воопшто за да ги раководи со фирмата и воопшто да ја купи фирмата или да користи поврат на ДДВ или сега да плати ДДВ. Васе Панајотов ја продал фирмата. Агим Имери не влегол во Македонија. Како ќе наплати Лукаревска 12,2 милиони евра криминален поврат на ДДВ, ако собственикот на Хантонос не постои? И уште еден одговор, пикантерија, на која што Лукаревска треба да одговори на јавноста за оној увоз од странство што го нагласив, пријавениот увоз од 5,4 милиони евра на фирмата Хантонос и искористен поврат од 820.000 евра. Дали УЈП од Царина има добиено одговор дека таков увоз за оваа фирма воопшто не се случил? Има уште многу прашања, но Лукаревска нека почне со одговарање на овие
но овој пат со користење на вистина и на факти. Почитувани, ова е уште еден доказ дека Лукаревска не ја говори вистината кога вели дека спречила криминал со поврат на ДДВ. Напротив, во само 2 од многу случаи со фирмите Актико Окитна и Хантонос, односно Хант Осој, со стара позната разработена шема над 22 милиони евра се искористени, односно постои криминално исплатен поврат на ДДВ. Никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Ви благодарам, повелете со прашања ако имате. Па, почитувана, мачно е да се гледа како Ковачевски го моли Али Ахмети да му биде партнер на престојните избори. Ние остануваме на ставот, ќе предложиме имиња за министри и заменици министри и нема да гласаме за владата на Џафери, а на СДС да одговори дали ќе го почитува законот или ќе влезе во изборни нерегуларности уште во почеток со кршење на законите. Ќе нагласим уште еднаш, ВМРО ДПМН ќе предложи имиња за министри и заменици министри и нема да гласа за владата на Џафери. Правото и законите не познаваат опција за поединечно гласање, односно за празно место за министри и заменици министри при гласање. Ви благодарам.